Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот ги гледаме насловите на денот. Оставка на првиот човек на регулаторната комисија за енергетика. Бислимовски се повлекува по кривичната пријава од финансиската полиција. Мицковски го пресече Касами со порака: "Јас одлучувам кој ќе седи во владата." Лидерот на БЕСА вчера најави реконструкција на министрите Лимани и Филков. Српските власти го приведоа 18-годишниот Саид Сеитов, кој прегази жена и избега од државата. Ќе почне постапка за екстрадиција. 4 тарифи за паркирање на клинички најавува Министерството за здравство. Од бесплатно за онколошки пациенти до најскапо за граѓани кои немаат термин за лекување. Синдикатот протестираше пред Стопанската комора, бараат свест од газдите за ниските плати. А во тема на денот за архивската документација и вредностите кои ги чува Државниот архив, директорот на оваа институција Димитар Богевски, наш гостин. Останете со нас, почнува Дневник. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски утрово поднесе оставка до собранието. Оставката следи 2 недели по кривичната пријава од финансиската полиција за наводна злоупотреба на службената положба поврзана со фирмата Тритерол Петрол на Љупчо Пецов Ѓаволот. Мартин Арсов известува. Марко Бислимовски поднесе оставка од функцијата председател на регулаторната комисија за енергетика. Утринава испратил писмо до собранието, без да напише зошто решил да се повлече од позицијата што ја извршува речиси 8 години. Бислимовски беше недостапен на нашите телефонски повици, а детали за причините за оставката не споделуваат ниту од комисијата. Согласно Законот за енергетика и статутот на РКЕ, се додека не се донесе одлука за престанок на функцијата председател на РКЕ, Бислимовски ќе ја извршува функцијата. РКЕ ќе продолжи да функционира и да ги извршува надлежностите и обврските, кои ги има согласно Законот за енергетика, соопштија од регулаторната комисија. Според законот, владата во рок од 60 дена од донесувањето на одлука за престанок на функцијата му доставува предлог на собранието за именување на нов председател на регулаторната комисија за енергетика. Оставката доаѓа откако пред 2 недели финансиската полиција поднесе кривична пријава против Бислимовски. Го сомнича дека ја злоупотребил функцијата и спречил навремено да ја биде одземена лиценцата на компанија за трговија со нафта на Љупчо Пецов Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Наместо да остане без дозвола, Тритерол Петрол продолжила да работи уште повеќе од 1 година, да склучува договори и да остварува приходи, а според пријавата, на тој начин била стекната незаконска добивка од нешто над 200.000 евра. Бислимовски тогаш ги отфрли обвинувањата и рече дека ќе соработува со институциите, за да докаже дека немало прекршување на законот. Ова беше втор мандат на Бислимовски и требаше да заврши во јуни 2028 година. Мартин Арсов, Сител телевизија. Јас ја составувам владата, јасно му порача премиерот Мицковски на лидерот на БЕСА Билал Касами, кој синоќ од телевизиско интервју најави смена на министрите Лимани и Филков. Централното претседателство на БЕСА вечерва ќе дебатира за перформансите на Лимани, но премиерот јасно стави до знаење дека одлуката за тоа кој ќе седи во владиниот кабинет е негова, а не на политичките партии. И Филков му одговори на Касами со слична порака. Кога тој ќе ја води владата, тој ќе одлучува за министерското место во ресорот правда. Дебатата околу Филков се заостри по неговото одбивање да прифати полагање на правосудниот испит на албански јазик. Тамара Дичовска. Премиерот Мицковски му даде до знаење на коалициониот партнер Билал Касами дека тој е единствениот кој ќе одлучи кој ќе си оди, а кој ќе остане во реконструираната влада. Реакцијата на Мицковски следи, откако Касами во телевизиско интервју најави дека министерот за правда ќе биде еден од првите кој ќе биде сменет при реконструкцијата, но и дека размислува да го повлечат и министерот Лимани, кој му е сопартиец во БЕСА. Мицковски е задоволен од работата на Лимани. За смената на Филков пак не сакаше да коментира, но вели дека само тој може да одлучи кој ќе биде дел од неговиот владин кабинет. Каже дека министерот за правда Игор Филков може да биде опфатен со реконструкцијата на влада. Дали ова е можно? Па не знам, тоа можеби треба да го прашате господин Билал Касами. Јас сум задоволен со работењето на господинот Фатмир Лимани. И мислам дека е додадена вредност во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јас сум мандатар на владата и јас се составам владата. Ако некој тоа го заборавил, еве да го потсетам.
Министерот за правда со слична порека до Касами. Кога тој ќе биде мандатар, тогаш тој ќе може да го смени од функцијата. Раздорот меѓу Филков и Касами доаѓа откако Министерот за правда ја одби иницијативата на студентите правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Според Касами, Филков неуспехот од министерското работење се обидува да го прикрие со меѓуетнички теми. Филков е дециден. Во моментов законот за полагање на правосуден испит нема да се менува. Видете, кога ќе биде бил Касами премиер, тогаш веројатно он ќе кажува кој ќе биде министер, а кој не. А до тогаш владењето на правото, односно почитувањето на уставот и законите ќе важат за сите. Дали според вас може да се промени законот, како што каже премиерот за Во моментов таква можност нема. Остануваме отворени за дискусија. Вечерва пак на Централното претседателство на БЕСА ќе се одлучува дали Limani ќе биде повлечен од Министерството за социјална политика, демографија и млади, откако членови на БЕСА имале забелешки за комуникацијата на министерот кон нив, иако е дел од нивната партија. Иако Касами има двумење за Limani, премиерот изрази недвосмислена поддршка и задоволство тоа како Limani раководи со министерството. Вечерва Централното собрание на БЕСА ќе треба да покаже кој став ќе го заземе партијата, а најавите се дека ќе се разговара за ефикасноста на нивните кадри во владата и како ќе се позиционираат. Тамара Дичаска, Сител телевизија. Одиме во живо во Тетово, ја вклучуваме Катерина Нешкова. За Limani, дали ќе остане во влада или не, Мицкоски или Касами? Работата која су го извршил за овие 6-17 месеци, вработувањата си и ред други работи и проекти кои се направени во полза на народот и на нашата држава. Тоа ќе одлучи. Така, ја чувме накратко изјавата токму на министерот за труд и социјална политика и подпредседател на БЕСА Limani, за чија работа и Касами и Мицкоски се изјасни, а всушност вечерва се одлучува и на Централното председателство. Состанокот треба да почне. Касами веќе во седиштето на БЕСА, ќе се разговара за структурни, како што најави, кадровски промени. Касами всушност му забележува на Limani за оние претходни изјави дадени некаде пред Нова година, дека ќе излезе од ова движење со цел да се направи едно посериозно движење на посериозна политичка партија од сите субјекти кои што се внатре во влен. Исто така ќе се разговара и за можна идна реконструкција и промена на ресори, како што дознаваме, но како што можевме и да забележиме, состанокот тек почнува и се очекува детали да има некаде после 21 часот, кога ќе имаме повторно вклучување со, се надевам, веќе и донесени одлуки за тоа како ќе се однесува БЕСА во наредниот период. Да, има ли најава, Катерина, дека лидерот Билол Касами ќе има некаква пресконференција, некакво обраќање пред медиумите со оглед на неговата отворена конфронтација и со премиерот, и со министерот од сопствените редови, и со министерот за правда? Според нашите сознанија, Касами многу порано дошол во седиштето на Тетово, токму за да избегне некаква комуникација засега со медиумите. Нема најава за официјална изјава на Касами по состанокот, но се надеваме, имајќи предвид дека Централното претседателство беше најавено до медиумите и до јавноста, дека ќе има некаков исход и дека за него ќе чуеме уште вечерва. Катерина Нешкова во живо Тетово, каде се одржува состанок на највисокото раководство на БЕСА. Благодарам, ќе те очекуваме во 21 часот. Српските власти го приведоа 18-годишниот Саид Саитов, кој прегази жена и избега од државата. Ќе почне постапка за екстрадиција. 4 тарифи за паркирање на клинички најавува Министерството за здравство. Од бесплатно за онколошки пациенти до најскапо за граѓани кои немаат термин за лекување. Српските власти го приведоа 18-годишниот Саид Саитов, кој во јануари без возачка дозвола и со огромна брзина прегази 79-годишна жена во Капиштец, а потоа избега од државата. Тој е уапсен во Белград по меѓународна потерница и му е одреден екстрадициски притвор, пошто ќе следи и постапка за негово враќање во Македонија. За помагање при бегството веќе се гонат неговиот татко и уште 2 лица кои помогнале тие да ја напуштат земјата. Деспина Тодоровска. Српските власти го приведоа Саид Саитов, 18-годишникот кој на почетокот на јануари без возачка и со голема брзина во Капиштец прегази жена па избега од државата. Во моментов се наоѓа во екстрадициски притвор, каде се чека постапката за негово враќање во државата.
Вчера од страна на надлежните служби во Србија известени сме дека во Белград е лишен од слобода Саид Сеитов од Скопје, кој се бара со меѓународна потерница распишана од македонското МВР под сомнение за извршени тешки кривични дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и неукажување на помош на лице повредено во сообраќајна незгода за кривично правен настан кој се случи во Скопје на 9 јануари оваа година. На Сеитов му е одреден екстрадицијски притвор и следува постапка помеѓу Министерствата за правда на двете држави со цел негово екстрадирање во Македонија. Од тешките повреди 79-годишната жена по ударот почина на скопските клиники, а истражните органи утврдија дека Сеитов заедно со неговиот татко ја напуштил државата, пошто беше распишана и меѓународна потерница. Обвинение за помагање заработија и двајца нивни роднини кои со својот автомобил ги пренеле Сеитов и неговиот татко преку граничниот премин Табановце. Тие беа приведени веднаш по враќањето во Македонија, а на барање на обвинителството им беше определена и мерка притвор. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Премиерот порача дека дел од лицата инволвирани во трговијата со дрога веќе се зад решетки, но најави дека ќе следуваат и нови апсења. Според него, повеќе фирми се под постојан надзор, а спорниот правилник за лиценцирање бил донесен спротивно на законот, со што, како што рече, некој свесно влегол во криминал. Министерот за здравство Алију најави ревизија на правилниците и контроли во сите 43 фирми. Премиерот Мицкоски порача дека дел од криминалците кои се занимавале со дрога веќе се зад решетки, но ќе има и други. Неколку фирми се под постојан надзор и неслучајно најавил откривање и до 100 тони од овој вид дрога. Со носењето на спорниот правилник за добивање лиценца за одгледување канабис, Мицкоски вели, свесно почнал организираниот криминал. Оние битанги кои што се занимаваат со овие незаконити дејанија, најголемиот дел се во затвор позади решетки. Има уште некои кои што периодот кои што следи ќе се најдат таму, така што јас кажав во една моја изјава дека мораме да покажеме и докажеме дека работата со криминалот е неисплатлива професија и жестоко ќе биде санкционирана и тоа нема да има пардон додека јас ја предводам владата. Кога ќе дојдат некои други, потоа тие ќе си имаат своји автентични позиции. Знаете вие до пред само 4-5 години какви битанги, бараби и банди хараа по Скопје и низ Македонија, фала му на Бога, денеска тоа го нема. Тие се онаму каде што се. Министерот за здравство најави ревизија на постојните правилници за добивање лиценца, али рече дека проверки ќе се прават со две различни комисии. Едната од здравство која веќе влегла во сите 43 фирми заедно со МВР, другата е меѓуресурската, каде ќе се именуваат нови членови од влада бидејќи од формирањето досега не поднеле ниту еден извештај. Ние барем во Министерството за здравство не најдовме ни еден извештај од работата на таа комисија, а таа не е една од клучните комисии за да не ни се случува тоа што ни се случува во моментот. Правилникот, значи, има два пати, еден стар правилник, после уште еден правилник. Нашите експерти од Министерството заедно со двајца универзитетски професори ги анализираат, значи го анализираат правилникот со законските решенја и дозволете уште еднаш да напоменам дека базирано на тие експерти, на тој извештај ќе излеземе и ако има потреба ќе треба да се покрене постапка за правилниците ако има такви елементи. Опозицијската СДСМ обвини дека власта изнесува лаги за правилникот и законот за да го избегне прашањето како поминале 5 тони марихуана преку граница. Инаку за тој случај во Србија приведени се 4 лица, меѓу кои сопственикот на Алфа Фарм Груп, во чија фирма полицијата и овде заплени 10 тони марихуана. Од обвинителството и МВР нема детали од истрагата. Дали и колку лица се повикани на информативен разговор или се приведени во врска со заплената на 40 тони марихуана од фирмите во Скопје и Струмица. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Одбраната на онкологот Нино Васев го оспори вештачењето на словеничката докторка Маја Равник, тврдејќи дека се водела од европски протоколи кои не се применуваат во Македонија. Адвокатите посочија дека во вештачењето не е наведено кои лекари ги лекувале анализираните пациенти, па според нив не може да се тврди дека обвинетите применувале погрешна терапија. Равник во судница изјави дека оценувала дали лекувањето било во согласност со добрата клиничка пракса и дека според незиното вештачење во многу случаи хемотерапијата дополнително го скратила животниот век на пациентите. Одбраната на онкологот Нино Васев целосно го негира вештачењето на словенечката докторка која по барање на обвинителството анализирала како се лекувале онколошките пациенти во Македонија.
Адвокатите сметаат дека докторката Маја Равник од клиничкиот центар во Марибор не смеела да се води од европските протоколи за лекување на болните од рак, бидејќи тие во нашата држава не се применуваат. Има погрешен пристап и непознавање целосно на македонските протоколи, по кои македонските лекари се должни да постапуваат. Никој не смее од човечки, хумани причини да го прави тоа што вештакот го предлагаше, да не се дава терапија на 1, 2, 3 дена пред смрт. За одбраната е спорно што словенечката докторка во своето вештачење не посочила кои онколози ги лекувале пациентите чии истории ги испитувала, па невозможно било да се тврди дека обвинетите лекари применувале погрешна терапија. Јас во своите наводи, според добра совест, можам да дадам мислење дали лекувањето е направено согласно добра клиничка пракса. Точно е дека не гледав кој е потпишан под самиот третман, изјави во судницата Маја Равник од Медицинскиот факултет во Марибор. Докторката од Словенија во претходните 3 дена, одговарајќи на прашања од обвинителството, рече дека проверката на медицинските истории покажала дека на болните од рак во земјава им се давала погрешна терапија, често била менувана, а многу пати, иако имале уште само неколку денови живот, на пациентите им била аплицирана хемотерапија, која според Равник дополнително го скратила нивниот животен век. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 4 тарифи за паркирање на клинички најавува Министерството за здравство, од бесплатно за онколошки пациенти до најскапо за граѓани кои немаат термин за лекување. Синдикатот протестираше пред Стопанската комора, бараат свест од газдите за ниските плати. На клинички до ова лето треба да се изградат 3 монтажни катни гаражи со над 1000 нови паркинг места. Со просторот 15 години ќе стопанисува градски паркинг, а Министерството за здравство предлага да има 4 вида на наплата. Бесплатно за онколошките пациенти, повластено за други пациенти, посебна цена за вработените и комерцијална цена за останатите граѓани. Цената ќе треба да ја утврди градот Скопје. Александар Динев. На местото на струшената модуларна болница прединфективна ќе биде сместена едно од 3 монтажни катни гаражи на клинички. Другите 2 се планираат до гинекологија и покрај хелиодромот. Со надминување на административните процедури, Министерот за здравство уверува дека до летото со повеќе од 1000 паркинг места ќе се реши деценискиот проблем со паркингот. Со него 15 години ќе стопанисува градски паркинг. Откако пропадна планот, просторот да се даде под концесија на албанската компанија Джока Construction. Договорот помеѓу двете државни институции допрва ќе се потпише, али увели дека еден од условите е да има 4 вида на плаќање, а дали ќе има поскапување, треба да одлучи Советот на град Скопје. Онколошки пациенти и сега веќе имаат паркинг место бесплатно, ќе продолжи да биде така. Пациенти кои што се лекуваат тука ќе имат цена која што ќе биде достапна за нив и нема да биде комерцијална. Исто така вработените во клиничкиот центар ќе имат цена која што е достапна за администрација и на крај ќе имаме цена која што ќе биде комерцијална, како во сите паркинг места кои што имаат комерцијални цени, а тоа ќе се однесува на граѓани кои што се паркираат заради други причини. Освен дополнителни паркинг места, староновиот концесионер на паркингот на клинички ќе има обврска и да го дигитализира, модернизира и да го уреди просторот во комплексот. Министерот за здравство најави дека со код на упатот ќе се докажува дека некој бил на преглед или интервенција на клинички, а ќе може и од претходно да се резервира место. Ќе има 2 начини како тоа ќе се уредува. Едниот начин е преку апликацијата која што ќе биде, ќе може вие од дома да резервирате паркинг место, и ако сте пациент со бројот на упатот, ако тоа не го правите преку апликацијата, имајќи во предвид дека граѓаните и немаат толку вештини за да може тоа да се аплицира, може тука кога ќе бидат пред рампата да се скенира само QR кодот од упатот и автоматски ќе може да добива цена за услуга која што е наменета за пациенти. Ако сте вработен, ќе имате QR код како вработен или исто така ќе може да се резервира преку истата апликација. Инаку паркингот на клинички е еден од најпрофитабилните. Според последните податоци, само во 2024 биле остварени приходи во вредност од над 770.000 евра. И покрај ова, вработените на клинички, пациентите и нивните блиски секојдневно мачат да најдат слободно паркинг место. Александар Динев, Сител телевизија.
Синдикатот повторно излезе на блокада, овој пат пред Стопанската комора со истите барања: минимална плата од 600 евра и 100 евра линеарно покачување за сите работници. Од ССМ обвинуваат дека работодавачите и владата ја префрлаат одговорноста едни на други, додека условите во приватниот сектор, како што велат, остануваат мизерни. Премиерот Мицкоски тврди дека протестите се политички мотивирани и најавува законско согласување на минималната плата. Даниел Василев. Синдикатот повторно на блокада, овој пат пред Стопанската комора. Барањата се познати: 600 евра минимална плата и 100 евра линеарно покачување на сите плати. Тука сме кај газдите, кај истите оние кои ги избркаа цели наши семејства во странство. Кај газдите кои одбиваат да зголемат минималната плата и кои одбиваат да ги зголемат останатите плати само затоа што законот не се променил. Кај газдите кои се слепи послушници на владата, а владата веќе кажа дека се договарала со своите вработени, па ги остави газдите да бидат виновни за идниот генерален штрајк и во јавниот и во приватниот сектор. За слабиот одзив на блокадата од синдикатот велат дека е виновна власта, бидејќи ги следела и заокружувала сите што излегувале на протести, а за блокирање на улици согласно закон потребни се 21 човек. Но велат, на следните протести ќе има поголема масовност. Доколку не се одважат и газдите да дел од колачот си го дадат на вработените, кои што им го овозможиле во минатото тој профит, ќе бидеме приморани секојдневно да бидеме на улица со нив, со блокади, со шатори и секој еден ден да ги потсетуваме дека повеќе за тие плати нема да работиме. Напоменувам, потсетувам и за сите што не слушнале до сега. Условите за работа и платите во приватниот сектор се повеќе од мизерни, повеќе наликуваат на социјална помош отколку на плата достоинствена за живот. Премиерот Мицкоски обвинува протестите и блокадите на синдикалците се политички мотивирани. Денојаве ќе видите кои се луѓето кои што протестираат и на кои политички партии припаѓаат еден по еден и ќе стане јасно на македонската јавност дека улиците и булеварите практично се блокирани во овие денови од страна на луѓе кои што се партиски стакнати активисти, членови на Конгрес на политички партии, општински организации и така натаму. Она кое што може владата да го направи е да ги искористи законските механизми и сега ќе бидат платите нивелирани, односно ќе биде покачена минималната плата согласно законот, а како работодавач владата се договори со своите колеги и речиси со 99% од вработените кои што се наши колеги, ние имаме колективни договори до 2028 година. Идниот вторник ССМ ќе ја блокира владата. Потоа најавуваат голем протест во неработен ден на кој ќе има и организиран превоз за работниците од внатрешноста на државата. Доколку ниту тоа не доведе до зголемување на минималната плата на 600 евра, тогаш ССМ ќе прогласи генерален штрајк, како во јавниот, така и во приватниот сектор, за прв пат во историјата на државата. Даниел Василев, Сител телевизија. Влага нефункционална опрема и опасност од губење на податоците. Ова го утврди државниот ревизор за состојбата во државниот архив. За односот на институциите кон важноста на архивите во тема на денот во продолжение Маријан Николовски разговара со директорот на државниот архив Димитар Богески. Димитар Богески, нов директор на државниот архив, чинам дека после долго време или во други институции првпат човек од внатре доаѓа. Дава ли тоа надеж дека државниот архив ќе стане повидлив во јавноста? Добро вечер на вас, на Сител телевизија и на сите гледачи на настани на денот. Можеби јас сум еден од добрите примери кои што треба да ги практикуваме, а тоа е секогаш директорите да доаѓаат од внатре, бидејќи тие многу добро ги познаваат проблемите со кои што се соочува институцијата. Јас веќе околу 19 години имам стаж во државниот архив и сум почнал како помлад соработник и еве сега стасувам и како директор. Се разбира дека јас како директор, односно целта и намената е да документите кои што ги поседува државниот архив бидат што подостапни за јавноста. И мора да го кренеме државниот архив на онаа ниво на кое што и заслужува,
како столб на националниот идентитет и државност. Добро, тоа е малку видливо, гледам и социјални мрежи, постирате у последно време доста интересни документи кои што можеби за некои кои што го е познава работата на архивот знаат дека тие се објавени многу поодамна, но голем дел од јавноста сега прв пат се среќава, така беше да речеме со печатот на Охридската архива без Скопје и така натаму. Но прашањето ми е повеќе во насока на тоа како тие документи да станат повидливи на јавноста, освен да речеме на овој начин? Па добро, тие документи може да станат повидливи за јавноста, тоа треба да се работи можеби и со Министерството за образование. Нели во самите учебници кај децата кои што може да го восприемат тој дел педагошки, може да бидат и сликовито покрај тоа што се објаснувањата и да бидат сликовито прикажани, инаку тие се во целиот период достапни за научно-истражувачката јавност. Нема ништо сокриено во државниот архив, туку напротив, еве јас од кога сум дојден за директор имам за цел да нема несреден фонд во мојот мандат и сите фондови кои што биле запоставени изминатиот период или не се вложило доволно труд за нивно средување и обработка, ние ги направиме во што е можно најбрз рок, ги средиме, обработиме по сумарен принцип и бидат достапни на јавност, односно за научно-истражувачките цели. Така да морам да кажам дека ние сега правиме еден јубилеј 75 години од постоењето на државниот архив и сакаме на тој наш јубилеј да истакнеме и таа наша државност која што нели со континуитет ја градиме и подготвуваме една изложба која што ќе ги има представено највиталните документи кои што се за нашата држава и кои што имаат вистинска цел да го прикажат тој континуитет за нашата држава. Од кога до кога? Па видете, ние најстариот документ го имаме Евангелието на Лука, тој од 12-тиот век. Потоа исто сакам да истакнам дека ние ги поседуваме и документите битолски од Кадилак. Тој е од 1607 година до 1912 година. Морам да кажам за овој фонд следново дека тој е раритетен фонд, односно самата Османска империја не поседува во таков континуитет тој тип на документи. Тоа се претежно битолски од Кадилот, опис на населението, попис на населението, начинот на плаќање на данок и она административна работа која што имала Османската империја. Тоа е објавено до сега во некаква збирка или не е? За жал не е, можеби да се објавени некои делови, но работиме на тоа да бидат објавени во целост. Добро, кога зборуваме сега за видливоста и за средувањето на фондот, сепак во архивот има многу материјал. Јас од моје лично искуство знам дека некои работи не се баш така достапни за истражување, затоа што голем дел од материјалите не се средени, да речем. Имате ли капацитет со оглед на тоа дека материјали зборам и од поранешна Југославија има кои што не се од институции средени, а тек па од независна Македонија до сега. Има ли капацитет архивот за и на речеме во кој период би можел да се направи на комплетно средување за да може да зборуваме за дигитализација полосно да речеме? Да. Значи вака, достапноста на архивите согласно законот за архивски и канцелариско работење, значи целокупниот материјал кој што го поседува државниот архив е достапен за јавноста. Значи ние немаме ни 1% степен на класифицирани документи кои што не би требало да бидат достапни за јавноста и за научно-истражувачките цели. Точно е дека во изминатиот период, особено овие поназад 10 години, многу малку е вложено во средувањето и обработката на фондовите, бидејќи тоа е основната дејност на архивот. Како основна дејност се зема прво евидентирање на архивскиот материјал. Тоа евидентирање се прави во институциите кои што го создаваат. Откога ќе се заврши со тоа евидентирање по навршување на 20 години, архивот е должен да ја прибере таа архивска документација, а под архивска документација разбираме оние документи кои што имаат трајна вредност од историско, културно, општествено и друго некое значење за државата. Потоа, доколку е оштетен, оди во конзервација и реставрација, кој што и тоа како одделение го поседува државниот архив низ годините и има многу добро обучени кадри кои што можат тоа да го направат. По конзервација и реставрација следи средувањето и обработката на архивскиот материјал, односно оној материјал кој што има трајно значење се врши опис, се врши попис и се излачува оној материјал, документарен материјал кој што е со одредени рокови чување или нема такво значење, особено значење за државата. По завршувањето на тие процеси, тој архивски материјал кој што е трајна вредност или од значење на државата, оди во депоата каде што треба да се чува трајно.
Што станува со останатите материјали? Тие материјали чии што рокови се истечени се уништуваат. Тоа е безвреден документарен материјал. Остануваат само оние трајно кои што, повторувам, имаат историски, општествен, економски, социјален и друг зборуваме за држави. стенограми на владени седници, така работи, тие се трајни документи, така е? Да, таа е трајна вредност. Добро, сега. И после тоа се прави достапни да бидат за научната јавност, за граѓаните на Република Македонија, а со самата дигитализација кој е процес кој што следи, ние ќе ги направиме достапни да бидат на граѓаните и во светот. Кога спомнате, велите, не помалку од 1% класифицирани документи, тоа значи дека архивот не ги поседува, да речеме, голем процент од документацијата која е со безбедносен карактери? Не. Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, односно тие институции кои што се занимаваат со таков тип на карактер, имаат собствени архиви и тие што се класифицирани претежно се во нивните депоа. Немаат обврска да ги предадат. Немаат обврска да тоа, немаат. А вие би побарале, да речем, досијата кај вас се, ако не се лажам. Да, ама тоа се декласифицирани досија и тие се политички водени процеси. А тие може да се читаат денеска? Може, да, може. Достапни се за јавноста. Со тоа што одредени согласно заштита на лични податоци, одредени имиња може да бидат подцрнети, односно да не бидат видливи за истражувач. Материјали? Пославо, да. Мислам дека тој целиот процес е малку компрометиран и пристапот малку до тој процес е малку... Јасно, беше контекстот. Сепак вие сте 19 години таму. Во овој период, 30 години назад, бара ли архивот некаква можна соработка за таква документација од Белград да се пренесе во Македонија? Да, но знаете дека многу тешко се наоѓа на позитивен одговор, така би открили својата мрежа тука. Да, кој е тој што би открил својата мрежа во минатели порано? Сепак голем дел од тие материјали веќе се и декласифицирани, предпоставувам. Да, значи Државниот архив поседува околу 15.000 досија, сите се декласифицирани, достапни се јавноста, знаете дека постојат и неколку томови веќе издадени со тој материјал. Фамата која се создава нешто особено околу тие досија не држи вода, бидејќи тие се достапни за научно-истражувачките цели. Има ли интерес научно-истражувачките? Не, научно-истражувачката фела не, интерес имаат поединци. Кој најмногу истражува низ архивот? Па низ архивот најмногу истражуваат во последно време граѓаните сакајќи да остварат некои свој права, да речам имот некој национализиран, експроприиран имот. Некои се во поново време помодерно генеалошките стебла сакаат да си ги откријат. Претежно се граѓаните, но истражуваат историчарите, претежно луѓе вработени во Институтот за национална историја за некои својци. За новинари не ве прашувам, тие не истражуваат. Како? За новинари не ве прашувам, тие не истражуваат. Па не помнам во последно време така некој да помнам. Има една друга ситуација. Во Македонија постојат голем дел, барем така има перцепција јавноста, приватни архиви, кои што и институционално завршили ке приватни лица. Имаме ли проценка, имаме ли начин како да се соберат? Ова повеќе прашувам контекст за тоа што Државниот архив во Македонија има перцепција како да е некаква формална институција која што е архив како архив. Јас сум имал можност да влезам во некои други архиви службено, така да речеме соседни држави, човек да се фрапира од начинот како се однесуваат кон тие документации, да можете да видите собрано, средено, имаат податоци. Некако има чувство јавност во Македонија дека не е баш така односот. Да, вака сега. За жал, повторам за жал, нивото на Државниот архив, особено во изминативе 10 години, е малку паднат од причина што луѓето кои го менаџирале не биле доволно стручни и не се снашле доволно во средината, туку својот дел од мандатот го поминале само колку да биле. Пак некој континуитет од 30 на години, може би имало периоди подобри, полоши, но некако... Да, сега, добро е тоа што веќе тие работи сме ги увидели и сме тргнале се од силни чекори напред за тие работи да ги поправиме, зашто и вие сте сведок, како што рековте на почетокот од вашиот говор, дека веќе стануваме се по достапни до јавноста и се повеќе луѓето може да не видат дека постоиме
И сега треба да ги им објасниме луѓето што се имаме за да ги примамиме тие да дојдат и да истражуваат. Што се однесува до приватните колекции, односно приватен архивски материјал од некои значајни личности или значајни институции, точно е дека се наоѓаат во кај приватни лица и ние како државен архив секоја година повеќе пат имаме повик до тие лица и имаме формирана и комисија која е согласно правилниците за работа во архивот задолжена да најде таков тип на документација кој што го поседуваат приватните личности и врз база на откуп, подарок или разни други начини тие го предадат во државниот архив. Со самото предавање во државниот архив ние водиме грижа за тие документи и преку нашите одделенија, односно сектори, вршиме публикување на тие документи, вршиме објавување на одредени. Јас ве прашам повеќе за еден друг аспект, не приватни архиви кои има, него државни документи кои заминале од државата заедно со функционерите заминале дома. Тоа е некако како на работна законитост, така? Начин е само тој. Законски начин е тој. По пат на комисија дали тоа може да го предадат врз база на одреден надоместок или врз база на подарок. За жал, голем дел и од поранешните, да речем, високи личности во државата, дел од својот архивски материјал го има дадено и во МАНУ, во Македонската академија. Лазо Кулишевски и некои други, да. Богат фонд. Така е. Местото, повторувам, на тој тип на документи е државниот архив на Македонија. Да соработка со МАНУ за да се тоа видлива соработка со МАНУ немаме, но интенцијата моја е во наредниот период да стапам во контакт со нив и да разговараме за тие фондови кои што ги поседуваат они, а треба да се наоѓаат во државниот архив, да најдеме начин како да ги превземеме, да ги чуваме во местото каде што треба да се чуваат, а како ние да направиме, да им олесниме за нивното истражување, ги направиме подостапни или повидливи. Уште едно прашање во овој контекст имаше една фама пред некое време, а ако се погледне музејот на македонска борба, може да се види дека оригиналната декларација за независност од 91 ја нема. Точно ли е тоа? Оригиналната декларација за независноста е во државниот архив на Македонија. Значи документот постои, не е изгубен, пошто таму е копија во музејот. Не е изгубен, не. Не, но за жал, на времето имав една идеја како вработен, додека беше жив и Стојан Нандов, ние да направиме една свечена декларација за независноста на Македонија, бидејќи нашата декларација е напишана на обичен лист хартија, искуцана машина и дури бидејќи спојалицата беше споена на листот и имаше фатено кородирано дел од листот, беше оштетен. И имав идеја еден период додека беше жив Стојан Нандов тоа да го направиме на пергамент со друг тип на ракопис. Да фалсификуваме историјата. Не фалсификуваме историјата, туку да го направиме репрезентативен да биде тој. Биги тоа ќе беше 30 на години, тоа во историска смисла не значи ништо. Тогаш требало некој да мисли за репрезентативност. Во ред, меѓутоа најверојатно големата желба да се дојде побрзо до држава довели до тоа и нашата декларација за независност е на вечната дилема што од архивите од Илинденската организација од ВМРО има во Македонија, што во Бугарија? Имаме и ние, имаат, се разбира и тие, меѓутоа ние имаме доста работи донесено и од бугарските архиви што се однесува документацијата за македонското ослободително движење или македонската ослободителна организација во Македонија, дел тие што немаат од тука имаат пренесено таму, значи голем дел од документацијата ја поседуваме ние на микрофилмови, тоа се начини во кои што во минатото можело да се преснимат дигитална форма на тие документи. На нас ни фалат само истражувачи и луѓе кои што ќе истражуваат и ќе пишуваат. Се друго државниот архив. Соработка со бугарскиот архив имате? Имаме, да. Нема проблем? До сега немало. А има нешто во архивот кое што не смее да се чепка? Во македонскиот не. Ви реков само 1% од... Не зборам класифицирање, едноставно. Ние сме отворени за јавноста, нема што да скриеме. Ниту па се плашиме од некои видови на документи. Дигитализација. Да. Ќе правите, докаде сте? Дигитализација нормално дека ќе правиме. Исто можам да констатирам дека за жал во таа насока ни помалку од 1% е направено. Но еве овој период правиме еден пилот проект каде што ќе треба да се започне прво да изработиме еден информацијски систем, односно софтвер, кој што морам малку да го опишам, ќе го поседува државниот архив и би требало да биде направен од компании кои што имаат големо искуство со работа на софтверски дел
од информатичките технологии, во кој смисол нашиот софтвер, односно нашиот софтвер кој ќе го поседува државниот архив, ќе треба да бидат прикачувани милиони документи кои што ќе треба да ги направиме достапни на јавноста. И која е нашата цел? По нивното закачување да бидат со опис и попис видлив за граѓаните и било кој граѓанин, еве македонец или било кој граѓанин на Македонија и во диаспората да не мора да дојде во Македонија и да побара да истражува, туку преку својата дебитна картичка да купи материјал. Не да купи, да истражува, да речем, тоа ќе си биде уредено преку ценовник, во кој што едно истражување карикирам би чинело 100 денари и тој од својата дебитна картичка преку интернет би седел, ќе може да ги истражува фондовите за кои што тој е заинтересиран, а исто така ќе може да направи со Central Function, нели, пребарување по збор, по дата, по број на документ или било што да истражува, да може многу полесно да стаса до тој документ, со тоа што тие документи кои што ќе бидат на информатичкиот систем или софтверот ќе бидат со водени жигови заштитени, за да услугата така не само заради тоа, за да услугата биде, нели, двонасочна, архивот да нуди услугата, а луѓето кои што имаат потреба таа услуга ја наплатат. Јасно. Сосем за крај, пошто не е многу време, сега да прашам и за просториите, имаше едно време поплави, безбедна ли е граѓата? Граѓата е безбедна. Граѓата е безбедна, но точно дека имаме ние одредени технички недоследности и тоа нема каде да се крие. Точно е дека одредени делови од кровот ни пуштаат, но треба да научиме дека една институција ја градат луѓето, внатре љубовта кон дејноста, љубовта кон архивистиката и љубовта кон... Дали имаме потреба од сериозен објект по стандарди како правен оној кој што беше позади судовите на времето. Точно, значи вака. Ќе одвоите уште една-две минути време. Тоа е следното. Значи, вистина е дека нашиот објект кој што се наоѓаше позади судот на спроти македонската телевизија беше граден наменски. И точно е дека тој и во самите проекти при градењето наменски, неговата функција била 40 години, нели, во иднината да може да ги обслужува потребите на архивот. И точно е дека ние во 2015 година се префрламе во една нова зграда, која што не е толку наменски наменета за работењето за архив. Меѓутоа, треба да знаеме и точно е дека ние имаме технички проблеми, дека на одредени места имаме протекување на вода на кровот. Меѓутоа, треба да знаеме дека нашите барања не треба да одат во насока на тоа да владата сега не врати нас во стариот објект, од кои причини. Прво, таму е основното обвинителство за гонење на организиран криминал. И тие веќе имаат некоја инвестиција од 500-600 илјади евра за да може да го адаптираат просторот за нивната потреба. Ние сега, кога би се вратиле, треба да уништиме 500-600 да скратиме, треба да се размислува за нов објект. Точно, значи мојата идеја е кога економски ќе се стабилизира државата да понудам проект за наредните 40 години. Тоа го направија примерот и Турција, тоа го направи примерот Словенија, еве Малта започнува да гради нов објект. Значи треба да изградиме нов современ модерен објект кој што ќе биде со сите европски текови при економско стабилизирање земјата. Јас како план и програм да го предложам тоа на владата, да го бранам со аргументи и тие тоа да го предвидат и во наредните 50 или 60 години оваа држава ја обслужува архив по сите светски и европски стандарди. Благодарам за гостување, посакувам. Благодарам и на вас за поканата. По продолжение гледаме спортски вести.